во уште една епизода на Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов. Со оваа епизода воедно ја почнувам и втората сезона од овој подкаст. Како најхрабар во тој мој повик за прв гостин и да ја отвори оваа сезона, честа ни укажа Коста Петров. Коста, здраво. Здраво, Како Георги. најавата, добро. Сега тие чекаме тие 20 секунди да поминат нелагодни. Значи, како ми е чудно, пошто прв пат сум гостин кај некого на подкаст. Обично да. До сега не си бил прв Не сум пат. бил никад, не. Да, Биле луѓе кај мене, ја никад не сум бил. Да, имаше твој подкаст. Да. Се уште не знам дали е 14 актив, 14 епизоди. Па сега малку у пауза концептот за сезона 2 го размислуваме како ќе биде, што ќе биде, ама Така. интересно ми се свига концептот, поинтимен е малку поопуштен. Да, мене Други мисли формати. Тоа баш сакав да го кажам дали се мислевме како да почнам. Сакам да се заблагодарам во оваа прилика на сите кои беа со нас изминатите 10 епизоди. Беше доста тешко да се снимаат, а уште потешко беше да се направи втора сезона или да се пресече некаде и да се спремиме за втора сезона. Затоа сам да се заблагодарам на вас првично, а и уште едно големо фала до сите луѓе околу мене и до мојот тим кои ми помагаат. И до самиот себе си, што целиот тој куп на изговори зошто не треба да продолжиме, најдов некоја причина или неколку причини зошто да, и еве сме денес, втора сезона. Да, ова се спремам да го кажам. Добро си го извежбал. Да, добро го извежбав. Коста, како си прво? Супер. Јас си ти прв пат вака имаме можност, бевме онлайн Да. митинг. Она ми се вака некако малце преблиско ми некако. Но Значи е како чудно. викаат американците, you're in my bubble. Welcome to my bubble. Така, добре дојди и ти кај нас. Како Фала. ти се свига нашето студио, нашата организација? Супер. Мене ти кажа, многу ми се свига овој формат на овој медиумски формат, затоа што е поопуштен, порелаксиран, не си временски врзан дека мора толку да трае па да сечеме, онака си иде природно и мислам дека ќе ме супер момент. Така. Како тема на муаветов зборевме, првично сакав јас да те прашам како би те најавил тебе, бидејќи може доста титули да се стават пред твоето име. Ако некој те праша како би се најавил ти сам себе си? Као Коста Петров. Тоа е Не, добро. знаеш сега додека доаѓав овдека, баш затоа што секој пат кога некаде гостувам ме прашуваат како да те најавиме, затоа што сум тип на човек што прави многу работа, односно сум тип на човек што мене ако ми текне нешто, ја ќе го направам, без разлика тоа каков дали може да има некаков позитивен или негативен ефект. Меѓутоа кога нешто ќе ставам у глава, си го правам тоа. Сега некој ме знае како писател, некој ме знае како предприемач, некој ме знае како политичар, како мотивационен говорник. И најверојатно сите тие работи се некаква екстензија на тоа што сум ја. А јас сум многу повеќе од сите тие работи. Така, значи тоа не е ништо лично не се врзува за тебе, ни една од тие работи. Па, уствари, тоа е И се и не. најважната лекција што ја научив во овие 40 години, дека не треба да дозволиш тоа што професионално го правиш да те дефинира тебе као личност. Затоа што особено ако си предприемач, многу пати, ако не ти иде у фирмата како што треба, ако имаш некако професионален неуспех, ти си мислиш ја не сум добар човек. Не. Значи тоа е професионално што ти се случува, е екстензија на тебе, меѓутоа ти си многу повеќе од твојот професионален успех и неуспех. Треба да се радуваш на сите работи што си ги постигнал, треба да сонуваш, да имаш добра визија, да работиш на реализирање на таа визија, меѓутоа на крајот од денот ти си легнуваш самиот со своите мисли, со тоа што навистина си. И тоа е, мислам дека е најважно. Колку време ти требаше тоа да го осознаш? 40 години. Ама процес е. Најверојатно треба да поминеш низ некои работи. И некои лекции треба сами од природно да ги научиш. Не можеш да ги наметнат. Бидејќи ние нели читаме книги, мотивации споделуваме, reels, инспирирачки гледаме и така натаму, меѓутоа на крајот од денот мислам дека секоја лекција мораш сам да ја научиш. Мора да пројдеш низ некои одредени работи. Некогаш тие работи се многу болни и носат па така малце поболни процеси, меѓутоа кога ќе научиш лекцијата многу појасно гледаш на животот. Така. Како што веќе знаеш, ти спомнав, нашиот подкаст највеќе се бави со таа тема на предприемништво, маркетинг и слично. Каде почнува твојот пат во предприемништвото? Може и чекор поназад да идем, да почнеме од твоето средно образование, го завршуваш во Америка, понатаму факултет учиш во Прага. Како почнува? Знам дека не почнуваш веднаш како предприемач. Не, па Како почнува? Ја ти кажав, значи има луѓе што сонуваат да бидат предприемачи. Ја никош не сум сонувал да бидам предприемач. Ниту сум имал некаква бизнис идеја што сум сакал да ја реализирам и така натаму. Ја учев 2 години средно тука, после тоа бев во Америка. Во
учев факултет во Прага, таму студирав политички науки и во 2001 кога дипломирав, опциите како странец кај можеш да работиш беа многу лимитирани. Имаше Маркус Еванс една компанија за настани, DHL работуваше тогаш многу странци, уште 2-3 компании. И ја всушност добив работа во Маркус Еванс. Маркус Еванс во тоа време беше најголема фирма за организирање на настани, конференции, самети и така натаму. И супер ми трна, 6 месеци бев таму и 6-тиот месец добив повик од рекрутер од Дубај, дали сакам да се преселам од Дубај, да работам таму за најголемата агенција за организирање на настани. На 21 година се вика, идем во Дубај. Плюс ми понудија плата, луда. И отидов на 21 година од Дубај и тие 4-5 години ми беа као од филм. Настаните што ги работев беа огромни настани со по 10, 20, 30 илјади посетители, огромни бонуси. Зборим за 2001 година? 2001, не, чекај, гледа збунка, 2001 отидов на факултет, 2005 завршив, а 2006 отидов во Дубај. Дубај тогаш и сега како е според вас, бидејќи сега тогаш беше стварно центар, Дубај мирисаше на пари. Те викам ја имав 21 година кога отидов во Дубај, значи имав неверојатна плата, лајфстайл да не зборам и си реков, леле, сега ја ако правам толку пари, сега ако сум толку успешен, на 30 години, ја ќе растурам. И тоа имаше мајка ми, татко ми доаѓа од Дубај, наскопи хотели, да идеме поклони, сеќавам сестра ми доаѓаше, викам, мора да го купиш ово, она ми викаше, нека да го купам, не ќе го купиш, треба да го купиш. И 2008 се случи финансиската криза. Нели Lehman Brothers. И се сеќавам бев у Париз, у септември на 11, денот кога Lehman Brothers се затвори. И сите збораа, леле, ќе биде ова почеток на голема финансиска криза, ќе крахира светскава економија. Јас се викам, ова е Дубај. У Дубај нема шанси ова да се случи. И стварно септември, октомври беа супер, немаше никаква. Ја бев директор за најголемото шоу за недвижности и во ноември луѓе чека уредици да купат станови во Дубај. Значи не се чувствуваше дека ќе крахира се во. И после 2 недели, кога ме удри реалноста е кога секој се баля на колегите, еден од колегите купуваше кафења за другите колеги. И денот кога ја требаше да купам кафења за моите колеги, јас се бајле ги прашав што сакате да пиете од Starbucks. Ја отидов во Starbucks и купив кафењата, кога се вратив немав колеги. 90% беа отпуштени. И тогаш маце ме удри онака реалноста дека ова нема баш толку лесно да биде. И сваќаш дека тој живот што си го живеел бил супер, ама толку му беше, толку траеше тој живот. У меѓувреме со еден другар зборевме да отвориме фирма, бидејќи работиме во иста фирма во Дубај. Не испадна тоа. И после дојдов во еден животен момент каде што имавме одредена сума на пари. И прашањето беше дали ќе останеме во Дубај уште 2-3 месеци да видиме како ќе испадне или ќе се вратиме во Македонија да започнеме бизнис. И се рачуна јас се вратив во Македонија после 11 години во странство. И сеќавам кога ми се јавив на моите им кажав слушај, а тогаш имав и 6-месечна ќерка. Ми се јавам на моите им викам ја ќе се враќам во Македонија. Ти нормален ли си да се враќаш во Македонија? Сите бегаат од Македонија, издржи таму. Не се враќај тука. Ама немав друга опција. И се вратиме со супругата и со ќерката во Македонија. После 11 години живење сам, отидов кај моите дома живеев. Како го доживеа тоа? Па знаеш што ја како чекор назад ме интересира. Не, ја бев сигурен бев во себе, во своите квалитети дека може да направиме нешто, меѓутоа не беше својствено. Мислам дека моите маца на почеток го гледа како некаков пораз, бидејќи се мачали да учам во странство, да останам во странство и сега се враќам и живеам со нив. Може би го гледа како некој чекор назад. Меѓутоа мислам дека е едно од најпаметните работи што сум ги направил, затоа што може ќе се снајдев во Дубај, ќе останевме и така натаму, меѓутоа никогаш немаше да го имам животот што сега го имам. Значи тоа чувство да нешто што било идеја во твојата глава да го создадеш и тоа да се расшири, да сега после 13 години се гледам филмови и да кажам усвари добри ствари сме направиле. Така. Значи идејата почна заедно со другар. Да. Размислуваш да отвориш фирма, моментално, ајде веќе може и да почнеме тоа како се создава P-World. Денес оперирате, сега да направиме на ретроспектива, оперирате во повеќе од 50 земји на 3 континенти. Да, во 50 земји имаме правено настани. Yes.
Можеш и малце околу фирмата, со Да. што се бави твојата фирма? Да, затоа што утвринаш имам сватено дека ја опште немам зборено што работам. Луѓе вам мислат дека се пишува книги, кои инспирира народот, па го спознаеш што прави. Значи, бидејќи имав искуство во организирање на настани, единствено што имав као искуство е организирање на настани и логично беше да организирам, да отворам фирма за организирање на настани. Фирмата со сопругата заедно ја отворивме. Со така една баш лимитирана сума на пари и се што имавме инвестиравме во првиот настан кој што ни беше голем настан за корпоративни комуникации во Белград. Настанот топ помина, растори, sold out. Никој почнавме да го продаваме, немаме ни веб страна, луѓе мислеа дека лажат, овие македонци нешто така натаму и баш 200-250 луѓе имаше. Видовме дека моделот функционира, односно моделот беше да носиш глобално знаење во земји на развој. На наши настани и ден денес зборат најголемите светски брендови, Харвард, Стенфорд, Мета, се што е глобален бренд што создава трендови доаѓа да презентира. И нас бизнис моделот ни беше ајде да ги однесеме овие луѓе во земји на развој. Започнавме тука, се проширивме во Middle East, во Централна Азија, бевме прва глобална компанија на која што е дозволено во Иран да организира настан, значи 2016-2017 организиравме големи настани во Техеран. После во Европа, па Северна Африка и во 2017 се случи еден пресврт, бидејќи нас на големи пазари ни беа земји кои што беа производители на нафта. И сега кога цената на нафта е висока, таму економиите се трошат пари за настани, тренинзи и така натаму. Меѓутоа кога паѓа цената на нафтата, значи крахира пазарот. И нас ни се случи во рок од 2-3 месеци да ги изгубиме најголемите пазари. Например, Азербејџан ни беше голем пазар, таму падна цена на нафта, девалуација на манатот, немаше долари во земјата и така натаму. И тогаш као последен џокер, мене усвари најголема желба и најголем страх ми беше да организирам настан во Северна Америка. И кога се случија тие такви некои работи, тогаш рековме па сега да пробаме. Немаме друга опција, ќе пробаме. Пак Олин. Да. И организиравме во Монтреал, топ помина. И после реков, дечки, ако организираме настан во Америка, знаете кај треба да го правиме. Каде? Во Њујорк. Во Њујорк, во зградата на Конде Наст, на Vogue, на 34-ти спрат, World Trade Center 1. Таму го организираме првиот настан. И тој топ помина. И се Америка и Канада не се најголеми пазари, имаме од 2017 канцеларија во Монтреал. Главниот фокус ни е тренинзи, конференции, обуки за комуникација и за човечки ресурси. И потоа имаме ги подготвуваме компаниите за кризна комуникација, интерни обуки и така натаму. Така. Сам се тоа спаѓа во PR. Сакам малце на таа тема да продискутирам. Не знам кај нас тоа PR е многу некако како енигма, има цело време што е PR, па PR е ова. Знаеш, секој има некое свое мислење што е PR. И мислам дека сме многу далеко од таа некоја глобална слика за PR. Воопшто да збориме кај нас, највеќе да гледаме во светски рамки. Што е PR, ти како ви кажал, за баш онака да му кога почна описов, се сеќавам пред неколку години на колешка од Белград, од една голема маркетинг PR агенција, ме вика, знаеш што е PR? Шта? Права риба. Меѓутоа, да не бидеме толку критични, кај нас има и компании, агенции кои што и како ги следат глобалните трендови. Најдобар опис што е PR е алатка за градење и заштитување на репутација. Значи, како да ја изградиш репутацијата, како да ја заштитиш репутацијата, како да се справиш со кризи, како да ги комуницираш интерно и екстерно твоите активности. Меѓутоа за мене најдобра дефиниција е дека е алатка за градење и штитење и на твојата собствена репутација, меѓутоа и репутација на организацијата. Веќе кога почнавме темата, гледаме доста светски трендови на поле на PR. Само малце да ги отвориме, тоа е доста кога размислов, тоа е доста контроверзна тема за тука, не знам зошто. Светски трендови. Зашто е контроверзна? Па не знам, некако така ми дојде на размислување. Па кај нас што е да се спомне некако, знаеш како кај нас е природно да немаш став, некако се наметнува тоа, додека јас и ти приватно зборевме, светски тренд е и тоа за земање став, не тренд, тоа треба да биде и двајца да се согласиме дека всушност треба целта на компанијата. Ти знаеш што е различно, значи алатките, технологиите се достапни за сите. Меѓутоа глобалните некои текови и трендови во Северна Америка се многу поразлични од Македонија. Некој мислење не само во Америка и во Канада дека живееме во ера на perma crisis. Што значи тоа? Дека ера во која што има константно кризи.
Порано кризи беа нешто што може да се случи, ќе се случи, најверојатно нема да се случи. Меѓутоа сите компании имаат crisis manual во кој што ги опишуваат сите можни кризни сценарии што може да им се случат и како да реагираат на тие кризни сценарии. Денеска, особено после COVID-19, криза може да се случи апсолутно за се, поради тоа што има огромна поларизација. Особено во Америка и Канада има огромна поларизација на тие општествени теми. И што се случува за прв пат во историјата, ја мислам, на капитализмот, купувачите бараат од компаниите да заземат некаков општествен став. Сега што се случува ти кога заземаш некаков став за општествена тема или за политичка тема, одма одредена група на твои купувачи, првата група ќе те аплаудира, втората ќе ти се налоти. И всушност тука се случуваат и најголемите кризи. Односно, во оваа ера успеваат луѓе, компании кои што имаат автентична цел. Значи, имаат добро дефинирано верување као бренд, кој што не се базира само да бидат профитабилна компанија, туку како они го гледаат светот, како го менуваат светот преку своите продукти и така натаму, која е приказната и така натаму. И тие тоа што го прават автентично, многу успешно ги заземаат тие политички општествени ставови. Без разлика што одредена група секогаш ќе им се лути или ги критикува и така натаму. Најголемата криза се случува кога компанија која што имала традиционално комуницирање, одеднаш бидејќи е секси сега да се збори за општествени теми, почнува да зборува за таа тема, ако ги нема подготвено купувачите за тоа, нема комуницирано. Например, Nike се многу храбри. Nike уште 20 години зборат за општествено политички теми. И не е ништо чудно они да заземат некаков став, што можеби на некои купувачи нема да им е окей, меѓутоа они знаат, таква е компанијата. Значи компанијата се бори за да има изградена карактер. А пред неколку години не знам да се сеќаваш со Kendall Jenner за Пепси. Значи они Пепси никогаш немаше влезено во таква дискусија со своите купувачи, одеднаш има протест за Black Lives Matter и искача Kendall Jenner целата у најгламурозно издание им дава на полицајците лименка да пијат Пепси, па што така се менува светот. И всушност тоа беше првата лекција што требаше на компанија да научи. И за лошата страна, извинете што да прекинав, и на баш ова што го збориш, доста и примери има сега да ги наведуваме, ќе им текна луѓето. Последно беше, мислам, не знам кој има исто. Па исто Budweiser имаше. Budweiser исто се за Bud Light имаше каде што беа даден лименки Bud Light на трансродово лице. И има огромен беклеш, значи им падна и акциите им падна, продажбата и така натаму. Сега што е важно? Ако веќе заземаш општествен став на одредена тема, се држиш до тој став. Ако Budweiser веќе решил комуникацијски или во своите верувања и цел како бренд да ја поддржи таа тема, не можеш ти да се скриеш. Да кажеш пупу не важи сега ова. И кај нив се случи нешто што многу ретко се случува. Им се налутија сите. Им се налутија овие купувачи кои што им се маце конзервативни на почетокот, бидејќи таква кампања направи, а после кога се повлекува им се налутија и овие од другава страна, затоа што па чекај се ти шо ова ќе си играш за мајтап со твоите ставови, кој е твој, значи кој е твојот став. И всушност тука е најтешкиот момент. И беше ние со клиентите кога правиме веќе ако се решите за такви да заземете као компанија општествен став, кои се позитивните работи, меѓутоа кој тој беклеш што може да го добиете. И веќе ако сте решиле да заземете таков став, треба да се држите до тој став. И сега на пример најуспешни се тие компании кои што гледаат кои се тие ставови што може да ги поврзат, кои што се во сршта на нивното работење. И маце по маце преку комуникација и интерно, многу е важно и вработените да ги имаат тие верувања. Не е само сега ти билборди да правиш дека не знам нешто поддржуваш, а интерно да имаш токсична култура и така натаму. На крајот од денот се работи за колку си ти автентичен као бренд. Тие брендови кои што се автентични ќе бидат успешни брендови. Се друго мислам дека со тек на време ќе се филтрира пазарот и ќе се види кој навистина има добро дефинирана цел, а кој не. Како и всушност за секој бизнис, самиот пазар ќе издиктира. Баш јас и ти се служивме, само да те вратам назад. На почетокот многу брзо скокнавме до 50 земји и 2 представништва Канада, Македонија, Скопје и слично. Сакам да те вратам назад и да се надоврзам со ова што го спомнавме за пазарот, бидејќи јас ти кажа дека ние сме во почетоци тука едно друго и ти ми кажа твое размислување што јас доста го размислам дека тој притисок всушност не треба да биде толку голем
кога правиме нешто дека всушност и самиот пазар на крај ќе издиктира некои работи, ти како се прилагодиш дека не е ни толку сега тоа што е fake it till you make it и не знам hustle mode и слични гуру сленгови кои се актуелни многу, дека баш и така не е во пракса бизнисот и дека не представува тоа бизнисот како само ти на можеш да хайп. правиш хасал колку што сакаш на крај, дали имаш плата за вработените, дали ти расти компанијата, дали имаш ревенју, дали имаш профит. нудиш нешто, дали го бара тоа пазарот Да. и тука можеш пресак да направиш јасен. Види, знаеш кога е добро хасал? Хасал е добро кога веруваш во продуктот, знаеш како ќе го представиш продуктот на пазарот, убеден си во успехот на продуктот, тој хасал е супер. И мислам дека на почеток секој треба да го има. Затоа што ти ако влегуваш у бизнис со сомнежи у глава, боле не влегувај. Затоа што мислам све што можеш да замислиш, све ќе ти се деси плюс 100% од тоа што не замислуваш дека ќе може да ти се деси. И многу е важно у тој момент да го имаш тој хасал. И да, на почетокот реално мора да правиш fake it till you make it. Меѓутоа, eventually, треба више да изградиш некаква стратегија и некаков бизнис на крајот од денот. Затоа што мене што ми е интересно, многу луѓе инвестираат во градење на онлайн бренд. Собствено, и супер е тоа. Јас секогаш сум за градење на персонален бренд. Меѓутоа, секогаш треба да се запрашаш дали овој бренд јас што го градам е автентичен, дали тоа сум навистина јас. Зашто eventually ќе седнеш со луѓе, ќе работиш со луѓе и тие луѓе ќе видат дали тоа што ти го промовираш си навистина ти или не си. Така да пак да се навратам на ова што го кажа, уствари автентичноста е клучна во градење и на личен бренд и на корпоративен бренд. Така, се повеќе околу автентичност тука и не би може да тоа е многу веќе лично кој како да, ама зашто треба да бидеш тоа што си. Најпросто кажано, да. Да, треба и знаеш што многу луѓе например не дека се плашат да се представа како навистина се, меѓутоа сакаат да креираат некаква слика што може би има маце врска со нив, меѓутоа не прашањето е каков си ти дома со пријателите, како комуницираш со пријателите. Например, ја имам супер мрежа која што ми помогнала мене да изградам компанијата затоа што јас се понашам со нив исто као што се понашам и со другарите и со другарките. Значи сме изградиле некако автентичен однос. И сега зборам за луѓе што работеле за председатели, за британска кралска фамилија, една од најблиските предавачки моje директор за комуникација на Обама во Obama Foundation, значи тоа се луѓе веќе што имаат, како ти кажам, кариери онакви тешки глобални. Меѓутоа и со нив имам истиот однос како со било друг. Мислам дека најважното луѓето да видат каков хумор имаш, дали си грижлив кон нив, знаеш некои тие мали работи. Сака ти кажам еден пример, ја како тоа не сум го приметил. Ја тоа сум го правил, меѓутоа не сум го правил за тоа стратегија да изградам автентичен Коста Петров. Пред неколку години у Малта правевме настан и едно од најблиските, усвари прва што не поддржа е Колин Харис, која што е поранешен прес-секретар на принцот Чарлс. PR беше на Уилијам и на Кейт свадбата, на Хери и Меган свадбата. У Crown се помагаше на Netflix во сезоната после смртта на Дајана. И бевме на вечера и другиве тргнаа со такси, ние викам пешки саке се враќаме и почнеме правиме молбе за настани и она ми вика абе на многу настани ме кана, дури ми плаќаат и прва класа и хонорари, ама ја не идам. Не ми се збори на настан. Викам Колин, кај нас скоро секој трети месец збориш на настан. А како вие ги одбиваш ако не ти се збори за настан? И она ми вика, ама кај вас е различно, ти си фамилија. И онака ја седам и се викам, викам уствари без никаква стратегија, без тоа намерно некако да го правам, сме изградиле чувство каде што луѓето со кои што работиме чувствуваат дека се дел од нашата фамилија и ништо не се споредува со тоа чувство. Така. Голем круг на луѓе, ми спомни приватно општо со кои се луѓе ни светот. Како го се, не знам, дали би те прашал како го стекна тој круг на луѓе, како ги запозна или е подобро втората страна како ги одржа тие луѓе во животот? Пак се надоврзува со тоа. Бидејќи голем дел од бизнисот твое е познанства на различни континенти, во различни држави, и самиот PR момент, поготово настани организирање, тоа е само нетворкинг. Мислам, суштината е нетворкинг. И фирмата ја започнав поради мојот нетворкинг. Контакти. Значи ја додека работев и во Прага и во Дубај изградив една мрежа на контакти на луѓе. Што кога се вратив во Македонија и отворив фирмата, прво нив ми се јавив. И ми реков, слушајте, ја отворам моја фирма, дали ќе не поддржите? Еден од нив ми кажа, со тебе до крај на светот, што сакаш ќе правиме?
Мојата фирма ја прават тие луѓе, продавачите. Ако отидеш кај нас на веб страна, кога ќе видиш колку ќе збори, не зборам ја на настаните, зборат 30-40 продавачи. И тие продавачи доаѓаат поради тоа што ние им нудиме некакво уникатно искуство. Имаме ние продавачи што на 3-4 настани годишно ни зборат, а не зборат на ниеден друг настан во светот. Значи сме им понудиле нешто што е автентично, и нешто што е искрено и искуство кое што ги прави да се чувствуваат убаво. Дека не се работи тука за некаква финансиска трансакција или за нешто госпознаеш што, туку на чувството дека на припадност и чувство дека и они придонесуваат кон исполнување на мојот сон, меѓутоа и да го споделат знаењето кое што го имаат. Затоа јас, например, кога идам по предавања, кога зборам особено со млади луѓе, секогаш им викам градете ја мрежата. Запознаваш некого, додај го на LinkedIn. Роденден му пише му среќен роденден. Значи тоа се тие такви мали детали. Треба да се инвестира, извини што да прекинав. Мислам, приватно кажа, веќе се наметнал, морам да отворам таа тема, дека колку некако самиот систем сега во кој живееме, многу наметнува тој индивидуализам. И некако гледам тоа можеби како најголем проблем, бидејќи контакти и приватни со тебе што зборев и со изминатите гости и со луѓе кои имам можност во животот поискусни од мене, поуспешни да комуницирам, дека всушност во контакти треба да се вложува, во луѓе треба да се вложува, како што вложиш во бизнисот, во врска или во било што, исто во контактите. А сега многу се наметнува, мислам тоа е исто дел на тој гуру комјунити. Знаеш, ти си сам у соба правиш, знаеш, не можеш сам ништо да направиш. Мислам дека тоа многу битно да се разграничи, дека всушност треба да се вложува, дека е најбитен тој сегмент и дека ништо да направиш. Мислам, не знам дали постои ти можеш да ми испреш човек што нешто сам направил, дали тако се запознал. Ја не запознал? верувам во тоа, наш кој кажа некој е self-made. Ја не верувам во тоа. Ја мислам дека сите и нашиот успех и неуспех е продукт на одредени ситуации, луѓе што сме ги сретнале, на искуства. Меѓутоа никој не може да каже ја сам успеав. Например, ја никогаш не можел да кажам дека сам успеав. Татко ми да не отидеш во Швајцарија да работи, кој имав 7 години, неверојатно немаше да можам ја да отидам у Америка да учам средно и да студирам во Прага. Значи татко ме направил жртва, бил одвоено на 7 години за да ми даде мене најдобро образование. Са бескрајно сум благодарен за тоа. Јас сум го земал тоа и сум го на next level сум го отишол. Сум отишол. Меѓутоа, сум бил у Дубај. Било супер. Ми пропаднал животот таму, ама да не сум изградил ја таа мрежа, никогаш нема да сум можел да се осудам да отворам фирма. Значи сите тие некои ситуации што ти во не ги преметуваш, ама вака маце кога ќе се дистанцираш од ситуацијата, вака све се спојува, све се добива некаков наш мозаик, пазл, што после одредено време се има своја смисла има, да. Така, и за тоа спомнав, мисто приватно не се согласивме целосно, ама ти кажав, нели боревме после короната, луѓето работеа од дома и сега тоа продолжува како тренд и некако и тука јас како да гледам проблем. Мислам дека не може без да се спојува таа некоја кохезија да се прави на работно место, таа некоја енергија да се поврзуваат луѓето и лично, бидејќи окей, мислам можеш ти на секој порака да му пишеш денес благодарение на овие медиуми што ги имаме на технологијата, сите сме во контакт, и вака. Може и со видео да се гледаме и аудио, не е тоа проблемот, но друга е некоја таа природна интеракција. Може би баш го гледам тоа како некој проблем. Бидејќи јас сум 2000-та генерација, мојата генерација моментално работи по фирми, нели таа за регрутирана на најголем дел и гледам како да губи смисла самата работа, не знаеш до дома сум, знаеш. Види, ова што мислиш? Нема ја и ти да донесеме решение што ќе го реши проблемов. Да. Мислам дека зависи каков бизнис си, каква компанија си, каква ти е културата тебе како компанија. Некои компании се по-конзервативни, некои се ги следат повеќе трендовите и така натаму. Не можеш да очекуваш дека целиот систем ќе се промени поради тоа што ти не сакаш да работиш од дома. Имаме една другарка што она мрази да работи од дома. Кога ќе кажа на работа од дома работи, тоа она се нервира и вика немам услови за работење од дома, ќе се одам ја во канцеларија. Имаш па друг тип на луѓе што не им се искача од дома затоа што полесно или попродуктивни се кога работат од дома. Ја гледам кај нас. Најважно е да изградиш систем на одговорност. Значи ти кај мене, ако дојдеш на работа, нека те пуно, нека нема никој.
Затоа што некој работи од 8:30 до 4:30, некој работи од 12 до 8, некој работи од недела до четврток, пошто работат на Middle East. Некој работи од дома. Меѓутоа, сме создале некаков систем на одговорност, каде што секој ги прави работите така како што најмногу му одговара, меѓутоа, нели, во согласно со нашите верувања, со начинот на работа, размислување, и на крајот од денот дали е сработена работата како што треба да се сработи. И мислам дека ова ќе биде дискусија уште многу долго време. Некад и мене ми е многу побаво од дома кога работам. Ама например сум приметил дека поише работам кога сум дома. Зашто не го затворам лаптопот и до 8, 9 до 10 вечер ќе работам. Ама од друга страна, тој градење на комуникацијски стил, градење на мрежа, многу тешко се прави ако си на тој момент сакав да, бидејќи ти си веќе изграден као личност, имаш преку 20 години искуство работно, зборам за луѓе кои сега завршува некако факултет, негде влегува на пракса, значи он коренот на тоа што ќе го градимо е таков, некако се мафта тесно. Може тоа е новото нормално. Ти верувам дека и од дома и од сегде и од лаптоп во авион може да сработиш повеќе од некој, бидејќи веќе си поминал ти многу работи, си созрел веројатно на некој ниво. Но замисли сега градење на твојата кариера Дубај, ако се вратиме на тоа време, и кога сега ти си од дома, немаш таа. Што мислиш колку би изгубил со тоа ако го немаш тој допир со луѓето? Веројатно многу. Најверојатно, ма знаеш, од друга страна па и светот се менува. Тоа што било нормално, јако сум почнал со работа, сеќавам се тресев од прва менаџерка ми се тресев. Еднашка погрешка испратив мејл, влегов во WC, со тепа од плачење мислев ќе ме отпушти. А сега на пример е попријателски односот, поопуштен. И мислам дека не треба ни толку да се држиме па цврсто за вака било порано, туку некаков нормален тек да им дадеме на работите. Може више не е нормално да идеш у канцеларија за некого. И може таа нормалност не треба да ја прифатиме. Не беше пред COVID-19 не ни беше нормално сите од дома да работат, па преживеавме сите, мислам. Фирмите продолжија да работат од дома. И мислам дека тука е усвари доаѓа најважната лекција, да се адаптираш. Без разлика колку имаш верувања некакви вградени од тебе, кои што ти викаат ама ова не е правилно, ова не треба вака, да биде порано беше вака. Мислам дека мораме сите да се адаптираме според тие некои нормални текови. И баш со клиентите правам муабет во Америка и у Канада, викаат губиме супер кадар, односно не можеме да вработиме добар кадар поради тоа што мора да работат во канцеларија. Меѓутоа таму проблематиката е многу поразлична. Таму возат по сат и пол до работа. Да. И они губат 2-3 сати до возење на работа, со плюс паркинг, бензин, сите трошкови што се доаѓаат со патувањето. И сега ја не ги разбирам. Зашто да патува 3 сати кои сат работа може да сработи од дома? Кај нас е малце поинеко, кај нас е 10-15 минути си. Меѓутоа што убавината па на работењето од дома? Тоа што многу млади, не само млади, супер дечки и девојки од Македонија работат со странски клиенти. Од тука, од дома. Значи има и моментално од тука од студио. И од студио. Да. И мислам тоа е најубавото. Нема да откриваме кој е сега. Немам поема што зборите. Ама и тоа е убавината дека од твојата дневна соба ти можеш да работиш со топ амерички клиент, да заработуваш супер пари, да го правиш у пижами од дома. Мислам дека многу убаво го стручи. Тоа е всушност, ако го стручиме скроз да биде прво да прифатиме дека се менуваат работите, а второ да гледаме ние да се направиме по-прилагодливи, тоест да можеме да се менуваме. Тоа би било бидејќи се друго што збориме, еве јас кажувам, мене ми нема смисла тоа од дома, јас не можам да се проведам. За некој има смисла. Кој за многу други работи. Таа тема мислам дека треба да биде може и наизборувана. Да, отворен и да имаш став и да не ти е страв да го кажеш, ама да можеш и да разбереш друг, што е тешко. Тешко е сега, мене некој ми каже ова не треба тука што ќе биде, ја треба. Да. Доволно е за да има на таа толеранција можеби треба да се работи. И да збори повеќе вакви разговори, да има повеќе теми како твојот подкаст, како еве и сега ние почнуваме, мислам, пробуваме со најдобра намера на таа страна да повлечеме нешто, ќе видиме колку успешно тоа доправа. Пак пазарот ќе каже. Да. Алгоритмот. Не знам што понатака без зборот со тебе, има милион теми, може не знам од каде, знаеш што ме интересира, што не спомнавме приватно, тоа би сакал да те прашам.
понатаму може уште милион теми ќе има да отвориме. Ме интересира како се најде сега и за евровизиската песна на Тамара. Беше и таму дел. Да, се откаде и во таа улога, например, тоа не те прашав. Скроз чудно евровизиски избор. Дали претходно може да имаше? Ти конкретно беше дел од Тоа е многу добра приказна и може малце за тоа нешто да кажеме. Без разлика јас што сум правил настани у 50 земји, што сум го прошетал светот, што сум работел стварно со топ луѓе, што сум имал можност многу работи да видам. Ако ме прашаш кое професионално искуство ти нуди најубаво чувство, тоа е Евровизија 2019, кога бевме со... Каде беше тоа Евровизија? Во Израел. И тогаш нели Тамара доби прва награда од стручно жири и седми близко до... Да. Така беше. Цела вечер бевме први, наша на македонско да цела вечер први, на крај седми. И сосема случајно беше тоа. Ја избра Тамара за Евровизија и честитав. После некој време и пишав ајде да се видиме, мислејќи дека имаат песна готова да ја слушнам песната, зашто неколку години пред тоа Тијана кога беше на Евровизија и помагав со пиар. Земји века што работевме, а кој што беа со нејзе у полуфинале. Идеме со Тамара на пијачка, викам да, песната ми вика немам песна. Ја ќе се откажам. Викам како ќе се откажеш? Не бе, ја не можам песна да најдам, нема шанс, ја ќе се откажам. А викам че какво откажување, викам не ова заебанција плюс Евровизија си има рокове, например до тогаш беше до 8 март, мора ти и песна да исподнимаш и значи не можеш тоа кога ќе ми текне кога снимам песна. И викам да, ако ти треба нешто помош, викам кажи. Ми вика, ама како други не си, сите ќе помогнам, на крај никој не помага, викам ако ти треба нешто помош, кажи што можам ќе ти помогнам. Од тој пиар аспект некако да се спакува приказа. Ми вика вечер дојди со Роберт и со Дарко Студиос ќе бидеме. И отидоме прво кај Роберт. И сега им зборам од пиар аспект, што е важно, приказна такви работи, не ме гледаат као што Курбаров овде ДКС, он ќе ми кажува мене како да се прави песна. И многу интересно, ние прво концепт направивме. Значи ние као продукт, ние све имавме концепт, а немавме ни песна ни ништо, ни текст ни ништо. Меѓутоа го спакувавме некако концептот, и Роберт рече, чекај имам нешто и почна да свири нешто на клавир. И Тамара влезе во нешто студио и прво што испее тоа Girl, првиот почеток написан Girl, нешто така започна. После отидовме кај Дарко сите нешто вамо тамо. Ја не знаев како се прави песна, дека прво демото се снима со на. Ти немаш текст, туку оно го пее со некои зборови измислени, некаква мелодиска линија. И го завршивме тој дел, и вика сега текстот кој ќе го напише. Јас седам тамо и викам, па чекај, јас сум пишувал книги, па може да пробам и текст да напишам. Идеме дома со жена ми и викам, слушај, не треба текст за Евровизија. И тук имаш, например, она супер пишува, ама, например, сега имаш за 3 збора у рефренов, она ми дава реченица од 10 збора, бе, викам, не може, не ги собира зборови, викам, како ми ги пишуваш тоа. Се карате тука се така, не се прави вака. Ја како музички експерт, ама не го собира текстов. Со што го римуваш ова? Има римов дека нема. И напишавме еден дел и го пуштивме на Тамара и само ми одговори, се најажив, продолжите на така. И така испано го снимаме текстот. Неколку варијации имаше на песната. Го завршиме текстот и у еден ден ја снима песната и да ти кажам која снимаше песната, сите беме сигурни дека ќе направиме нешто топ. Тоа е интересно што спомна дека прво имало концепт, бидејќи песната која се веројатно се сеќава голем дел јавноста, беше пропратена со голем концепт, со приказна. Да. Онма комуникацијски колку е всушност да. Како ситница. Многу ми интересно тоа кај тебе вака сега по целиот момент некако ми делуваш ти дека многу сличен на мене, што као си цело време јесмен, као некој би рекол сега као песна за Евровизија да напишам, као дури некој што има искуство, као не сум јас за таму. Многу ми интересно тоа, веројатно тоа и со тоа што си го постигнал веќе професионално со таа самодорба што си изградил и сите успеси, па може се нафаќаш на пример да напишеш текст, тоа е за некој леле. Ама знаеш што, ти си влегол веднаш. Ти мене стајме у добар тим. Ја ќе направам најбоља ствар. Следен пат и музика. Стајме сам, ја ништо не можам сам да направам. Значи, фирмата ми е успешна што имам супер тим. На Евровизија постигнам, значи сите мои успеси се резултат на добар тим. И многу беше интересно во тој евровизиски концепт, сите сме со его неверојатно. Тамара има неверојатно его, Роберт, Дарко, ја. Ние ненашка не се скаравме. Ние работевме на проектот скоро 4-5 месеци, никој не повиша тон никому. Затоа што природно се развива еден концепт на stay in your lane. Што значи stay in your lane? Секој си го прави тоа што најдобро го знае.
И никој не му се меша никому во работата. Тамара ќе пее, овие ќе продуцираат, ја ќе помагам у пиар, ќе правиме приказната и тоа е тоа. Тимски. И ти кога имаш таков добар тим, создаден од луѓе кои што се талентирани, кои што знаат да се го менаџираат талентот, кои што имаат добри interpersonal skills со луѓе, тогаш успехот ти е неминовен. И не знам, те викам, например, ја не се сеќавам на ништо. Јас се сеќавам кога се вративме од Израел, ја уклучив Евровизија да ја гледам на телевизија затоа што бевме као некаков шок. Послам дека беше скроз шок Да, моментот кога беше Да, прва. да. Плюс види ние дома сме гледали гласа. Евровизија цел живот, мислам. Кај нас Евровизија се кога се дешава Евровизија, сите сме биле пред телевизор и сега ти се случи ти тоа што си го, знаеш тој моментот со 12-ките? Кога што гледаш и тебе ти се случи. И долете фаќа камерата. Да. Се паре. Ама потом многу е смешно продукциски. За они да направат тензија во таа green room, пред да се чита 12-ката, тројца камермани на три различни места. И ти некад мислиш дека тебе ќе ти каде 12-ката, они си играат вака со делегацииве, за да не се превозбудиш. И например, сега гледаш време за 12-ка, тук има камера, таму има камера, дали ти ќе ја добиеш 12-ка? Така е тоа изведено. Да. Многу продукцијски ептен добро ги има. Евровизија, мислам. Да. Моментално не сме на Евровизија, Да. како што знам. Иначе за детска Евровизија заедно со Роберт ја напишавме сега песната во Сум Ница. испратил тоа е. Да, во Ница беше тоа во. Која Сега имаш бевме во представа? декември. Во декември беше Тамара Груевска беше 12-то место добивме, ама Испратам тоа. интересно искуство беше. Така, се од Евровизија, пак ќе одиме во една тотална друга улога, тоа е фондот за иновации. Таму беше колку беше година и пол, така ми Таму спомнаш. 14 месеци. 14 месеци бев во фонд. Фонд за иновации доста актуелна тема, тоа се збори меѓу млади, меѓу постари веќе дава некоја можност за некоја идеја да се реализира, некои средства возможува. Твоето искуство таму просен конс на тој Не, концепт. види, мислам, од целото мое политичко искуство кое што траеше од прилика 2,5 години, најубавото искуство ми е од фондот за иновации. Затоа што имаше неверојатен тим на луѓе, значи тимот беше калибар на луѓе што работат во приватна компанија, значи одма се одговараше на енергија имаше многу убава и тоа мене одма ме фасцинира, тоа ти дава многу добар драйв за сите работи што сакаш да ги направиш. Ми беше многу интересен фондот за иновации поради тоа што јас сум имал фирма и мене ни една банка не сакала да ме даде пари за нека минимална сума. А фондот баш постои да ги поддржи тие идеи кои што за многу некакви традиционални банки или така натаму може не е финансиски исплатливо да се поддржи така натаму. И имаме супер тим и усвари целта беше, знаеш што најголемиот проблем што скоро целиот стартап екосистем зависеше од фондот за иновации. И тоа не е добро за било каков стартап екосистем, зашто на крајот од денот треба да има приватни инвеститори. Убаво е државата да поддржува стартапи, комерцијализација на иновации, технолошки развој на компании, меѓутоа кога доаѓа до тој стартап и скейлинг на стартапи мора да има приватни инвеститори. И мене целото усвари ми беше да на еден начин да го либерализираме пазарот и да ги вклучиме и другите клучни играчи, односно ние подпишаме договори со банките каде што полесно се добива кредит ако си стартап. Разработивме модел на инвестициски фонд каде што државата требаше да даде одредена сума на пари, другите доаѓаат од приватни инвеститори и така натаму. И генерално беше супер искуство. Мислам без разлика тоа што нели 700 компании аплицираат, има пари за 70 и денот кога кажуваш кој добил, имаш 630 луѓе што се лути. Стресно беше, морам да кажам, затоа што нели имаше напади, па како се добиваат пари, па зашо овој ги добил и така натаму. Стандард кај нас. Меѓутоа немаше поубаво чувство кога ќе видиш на пример ќе ти дое стартап на кој што се му дал одредена сума и да гледаш како се развиваат, дека влегуваат од нови пазари. И тоа ствари најубавото чувство. И кога ќе го видиш тоа, всушност забораваш и на сите негативни работи што си ги носеше функцијата. Така. Спомнавме политиката, затоа не би се задржал многу, може во две реченици да ми го кажеш тој ангажман како е, бидејќи е некако, не знам како би уклопил во и сега, ако почнеме да ја разврземе тоа кај нас е политика, многу поише од политика. Не сум биполар, мултиполар. Не знам како ви искомбинирале тоа. Можеш на најкратко тоа искуство. Што е прво што ти текнува на тоа искуство? Значи, го имам блокиран. Лок. Ја 2,5 години бев во политика. Шифрата е забори. 2 години сум излезен од политика.
Интересно искуство, поразлично од било што сум го имал во животот, ти дава една маца поинаква перспектива на како функционираат работите. Може би имав доза на разочараност, меѓутоа беше една неверојатна лекција. Затоа што ги тестираше мене психичките лимити до кај можам да одам. И кога веќе не можев да одам, тогаш оствари се дадов поставка, реков не можам ја поише од ова, дека има одредени луѓе кои што се создадени за политика. Ја, за моја среќа или несреќа, не бев. И да ти кажам, долго време поменав жалејки за одлуката зашто влегов во политика, ама сега се викам, па у тој момент толку сум знаел и сум ја прифатил поканата и тоа е тоа, сега животот се продолжува понатаму. Значи се помири со тоа. Бидејќи сигурно тешко, извини што те прекинав, многу контроверзно кај нас, многу веројатно и цел свет, сега јас не знам ти повеќе можеш да ми кажеш, кај нас е тоа една таква чудна тема што дури е језиво нака да се спомне, па сега да се разбере што како, поготово и периодов, небитно, за тоа не би се задржал многу. А мене например мајка ми кој реков Коста Петров, сега јас те знам од други работи едно друго, она те знае од тие представувања колку си имал ти во тие 2 години, не си имал милион, ама си имал. Освари, ја толку маца бев во политика. Малце тешко, веројатно кога ќе сватиш дека не ми се свиѓа, па после се експонира веќе нова, сигурно е тешко да го прифатиш, кога не ми требаше. Многу беше тешко на почетокот, затоа што беше шок на луѓето. Ја 4-5 месеци размислував, ама например никому не кажував и кога излезе веста беше као кај се ова? Шок. Да. И тогаш имаше стварно, например, сеќавам таа недела дена кога објавив дека влегувам политика, тоа беше пекол, значи пекол, напади. Кој е се овој? Што знае овој? Па не знам, ми ги палеа книгите, па луѓе толку те сакавме, сега ме свативме дека си ист како сите и ме погоди тоа да ти кажам. Види, политиката за мене беше тешка психичка, многу тешка психичка битка. Ама наше размислов дали жалам. Па не жалам. Не жалам, знаеш, види, нема човек што не сака да се промени државата на подобро. И ќе излежа некој ако каже дека не би пробал на важност. Дека не би пробал. Така. И ти кажав ова баш со сопругата пред некој ден правевме муабет. Нешто гледаше вести и викам, доста викам више со вестиве. Се знаеш. Викам, знаеш, многу добро знаеш што е у позадината. И ми каже на многу добра работа и ми рече тоа што ти не можеш ништо да промениш, не значи дека некој друг нема да промени. Така да промената ќе се случи. И ќе дојде таа позитивна промена за која што сите ние мечтаме, меѓутоа мора сите и ние да бидеме дел од таа промена. Ја чепнавме и политиката. Кажа како го преброди тој период, како ја гледаш од денешна гледна точка. Сам да проискутираме, као за крај веќе го приведуваме, речи си 1 час збориме, го приведуваме при крај разговорот. Денес излезе по порталите на актуелна објава околу менталното здравје на младите. Статистички 65% од младите се соочуваат со анксиозност. Како гледаш ти на тоа? Next Gen подкастот ќе биде денес актуелна тема, ќе биде без везе општо да неа. Види, многу е важно. Се збориме бизнис, измешавме се, ама баш мислам дека ова е најважната тема. Ти не можеш да водиш бизнис ако си анксиозен, ако си полн со стравови, ако си од депресија. Значи, баш и тоа последно, сега да се испромовирам последната книга. Се што би сакал да знаев порано, затоа пишувам дека нас цел живот не учат како да бидеме добри кон другите. Како да менаџираш фирма, како да менаџираш луѓе. Никој не те учи како да бидеш добар кон себе и како да се менаџираш себе си. И клучно мислам дека прво е, и тука има многу е важно со какви луѓе се опкружуваш. Значи мора да си опкружен со луѓе каде што ќе можеш да збориш и да кажеш, слушај, ја мислам дека сум во депресија или ми се случува анксиозност. Мора да збориме за овие теми затоа што овие се сега теми што се дел од нашите животи. Во такви времења живееме. И не само тука, општо, ако некој поминува низ анксиозност, поминал, се справил, споделија лекцијата. Јас се сеќам кога напишав првата книга, се гледаме на брвот и во неа многу зборував за анксиозност. Јас со години имав проблеми со анксиозност, ама тешка анксиозност, значи. Мене ми беше страв да заспиам навечер, зашто мислев дека утрената нема да се разбудам.
толку имав панична страф од смрт. Значи, стварно, вака сум седел навечер со отворени очи, за да не ги затворам, зашто мислам дека ако сега ги затворам, ако ќе умрем утре нема да се разбудам. И кога пишав за тоа, се сеќавам, пак, мајка ми мислам, кога беше, шо збори сега за тие работи, бе? Шо има сите да знаат? Тој менталитет. Да, и се сеќавам баш, сега не викам дека мојата книга е одговорна за темата, за отворање на овие теми, меѓутоа, сега многу повеќе се зборува за овие теми. И се мораш да сватиш една работа. Дека нема ништо лошо да побараш професионална помош. Дали да кидеш на психолог, дали кидеш на психијатар. Океј медитација, океј мотивацијски книги и така натаму, меѓутоа некогаш треба да побараш и професионална помош. Затоа што тоа е многу една тешка битка, која што не ти дозволува да го живееш животот така што треба да го живееш. Ти живуцкаш, кога имаш напад кога си анксиозен, кога имаш анксиозност, ти живуцкаш, не оживаш во ништо, ништо не ти дава тебе задоволство. На се гледаш негативно, трагично, меланхолично, а животот е стварно убав. Значи животот, без разлика, еве ја на мои 40 години што ми се десиле и супер работи, лоши работи и така натаму, не можам да кажам дека животот е суров, не, животот е убав. Меѓутоа, мора константно да работиш на себе. И тоа исто како и бизнисот, значи, и ние како личности мора цело време да се адаптираме, да учиш нови работи, да се сознаваш себе си, да се прифатиш себе си. Тоа е најтешко, да се прифатиш себе си. Да ги прифатиш сите своји верзии. Затоа што ја имам верзии, например, на кои што не сум горд. Или не сум бил горд, ама ја морам да ги прифатам и тие верзии, за да можам да живеам во сегашноста, не да се врзувам за нешто што се случило во минатото. Значи, работи на себе, прифати се на себе и немај нереални очекувања. Значи, денеска друштвените мрежи ти прават да го споредиш твојот живот со животот на некој друг. Што тоа му е работа. Не само тоа моја работа. Еве, например, и јас сум влегол во тој трап. И јас сум имал, не знам, настан у Лас Вегас, имаме на слика пред некој ден ја постирав, ја на Волфорд Асторија у Лас Вегас, една слика, целиот вака, цел Лас Вегас се гледа, која гледа сликана, мислиш, тоа е тоа. Тоа е тоа. Се гледаме на врвот. Ама никој не знае па што сум мислел ја во тој момент кога сум ја сликал сликата. Значи, секој води некаква битка. Секој води некаква битка. На крајот од денот ти треба да го изградиш твоето автентично јас. И кога ќе почнеш да го градиш тоа, кога ќе видиш дека без разлика што имаш мал милион несовршености, мораш да сватиш дека па токму тие те прават тебе совршен. И на крајот од денот ти си ти. Никој не може да биде ти. И супер е некој да ти биде мотивација, инспирација, идол и така натаму, меѓутоа ти мораш да изградиш твојата приказна. И не знаеш ако ти не си предприемач, туку работиш негде, дека ти не си успешен. Значи, кој е тоа мерило? Лоша слика. Некако и тоа се случува во последно време. Дека само предприемачите се успешни. Што е најглупо нешто би рекол искрено. Не ни треба, не ни може секој да биде предприемач. И не знаеш дека ако работиш нешто што нема врска со предприемачот, дека ти не си успешен човек и така натаму. Не значи дека тоа не може да се смени. Да, ама да се вратиме пак на тоа што го кажав на почетокот, дека не смееме да дозволиме тоа што професионално го правиме да не дефинира нас како личност. Пошто ја во подкастот мој тоа го кажав, ја кога градев фирмава, кога имав проблеми на работа, мене ми беше срам да ја погледам ќерка ми. Зашто ја мислев, ја не сум успешен бизнисмен и поради тоа не сум успешен татко. Значи, филмови си правиш, мислам, тотално дебилни филмови, кои што во тој момент тебе ти изгледа толку реално. И сега можам да се смеам. Сега ми се смешни мене од оваа перспектива. Ама у тој момент јас сум седел у Баку, Азербејджан, Four Seasons, 5-star хотел, ама јас сум плачал, затоа што сум бил одвоен од фамилијата, сум градел нешто, па нешто успешно, нешто неуспешно и така натаму. И тоа е битка што само јас ја знам. И секој си има своја битка. Да. Знаеш како размислам јас за ова, но секој подкаст се доаѓа оваа тема и сега има некои луѓе, ево си споделувам со тебе баш како е од позади кулисата на снимањата и сега некои ми викаат, абе да, ама знаеш осеќам некои луѓе ги тригерира сериозно таа тема, као па што сега изборете за бизнис, за пари, као сега вие двајца, знаеш, ја би сакал да живееме у таква свет кај што сега јас и ти само би изборел тие ова, би давале само такви таков некој вајб као работа, пари,
успеси во животот, ама оваа е црната страна што се повеќе излегува на Не виделина. е тоа и не- црна страна, тоа мислам, е составен другата дел. страна, да, составен дел, да, уште Што- побо кажам. Ама види, и ти во се во животот мора да имаш баланс. Па не е ни убаво се отвараш бизнис, однаш бизнис останува, не знам, мегаломански бизнис и ти стануваш милиардер и figures. така натаму. Абе на крајот од денот мене нашо му будим задоволство. Пошто види у бизнис, ова сакам на почеток да го кажам. Предприемач, имаш два вида на предприемачи. Лајфстайл предприемачи и предприемачи што се фокусираат на фирмата да им прави многу пари. Профит. Јас сум лајфстайл предприемач. Мене ми е важно да ги земам предавачите, да идеме во најдобар хотел на крајот од настанот, да се зезаме, да се смееме, да не биде супер. Кога ќе биде сметката, не знам. Ама знам дека таа вечер дека ќе си поминаме најубаво. И мене тоа ми буди, тоа ми е убаво. Некој има некој друг порив за предприемништво. Некој гледа само парите што му ги носи фирмата. И тоа е сосема окей. На крајот од денот, дали кога си легнуваш си задоволен со себе, ако си задоволен со себе, терај. Без разлика дали некој мисли дека е погрешно, не е добро или што и да е, најважно е ти да си задоволен со себе на крајот од денот. Така. И допро ќе има можности за тие теми да се отвараат тука. Јас си приватно да исподелив. Сакам да се отворат сите теми тука, баш да биде next gen, ова со што се соочуваме ние. Секакви муабети да има да допрат на оваа маса, на оваа раздалечина, Да, блиска. на оваа блискост. Да, ќе пробаме малце да оддалечиме во иднина. Коста тука јас полека би го привел при крај подкастот. Искрено се чувствав прекрасно и после оваа долга пауза. Тоа и да споделам со гледачите, мислам Се мене веројатно се мотивираш ја да го започнам мојот. да. И мислам дека денес и со муабетот и мотивиравме доста луѓе и баш некако се осеќам и гордо и среќно. Прво што дојде ти, што си баш ти, тој што отвара сезоната, второ што некако собравме сила и повторно сме онака баш и пред да почнеме баш зборевме со екипата како тоа знаеш што е тоа ми фалеше Не, ова супер, и само ќе се продужи, потрудиме да остане. продужи. Веќе беше многу тешко, но тоа е нели наш проблем. Баш некако уживав и во разговорот. Што би кажал ти за крај некоја завршна мисла? Тука јас би приведел. Па не знам, терај напред, инспирирај, на крајот од денот мислам дека тоа е најважното нешто што секој од нас треба да го направи, да ги сподели тие некои научени лекции. Дали некој ќе се пронајде или не е ни толку важно. Мислам дека тоа ни е главна функција као битие, да споделиш што си научил, за луѓето да сватат дека бидејќи ти кога поминуваш низ некои кризи, некои ситуации, ти мислиш ова мене само мене ми се дешава. Убеден си. Никому не ми. И затоа на пример ја у мој круг најблиски другари ми се све предприемачи. Затоа што можеме искрено да седнеме и да направиме муабет за се она што ни се случува. И сваќаме дека на сите ни се случуваат многу слични работи. И кога ги споделиш со вистинските луѓе, тогаш веќе не ги гледаш као проблем, туку стварно почнеш да ги гледаш као лекција. Што враќаме на тоа социјализација, да се Кругот. појача, кругот да се тајната изрегулира. е во кругот. Тајната е во кругот. Мислам дека ова е сосем доволно за крај. Фала ти уште еднаш. Огромна чест ни направи со Фала ова и што на дојде. Многу е тешко да се пристапи до некој, ти беше ептен, кул и лесен за договарање, за да дојдеш тука. Многу ни значи тоа, јас морам да го кажам искрено како што Тама е. работа, мене ми е стварно задоволство и стварно се гордам со дечки како вас. Вие сте промената. Фала ти многу. Тоа е тоа за оваа епизода. Во следна прилика, пријатно.